Велешанката Рубинка Панова не е инвалид, иако има вештачки колк, речиси целосно оштетена карлица и подкусена нога. Ова го проценила Комисијата за инвалидски пензии и тоа во неколку наврати и го отфрлила незиното барање со образложение дека е работоспособна. Панова пак се чуди како може докторите да ја велат да се врати на работа како чистачка во приватна фирма, кога таа едва и се движи и тоа со помагала. Никако не може да стои без нив, а не може ниту да се наведне. Би сакала само да го прашам министрот за труд и социјала. Дали е само овој закон што го носат за инвалиди фигура? Нека ми каже како и на кој начин од труд и социјала, на кој начин јас да се движам, нека ми даде упутство и нека донеса доктор, стручњак што они мислат дека може да ме способи да продолжам да работам. Панова ги исполнува сите услови кои ги пропишува законот за да добие инвалидска пензија, освен најважниот, мислењето на комисијата кое секогаш е негативно. Пред точно една година се охрабри и проговори јавно, па преку медиумите доби ветување дека ако ги исполнува законските услови, пензија ќе добие. Но од тогаш ништо не се промени иако ги поминав сите административни процедури, вели Панова. Револтирана е што од тогаш сите ја заборавиле се до пред неколку дена, кога наврата и затропале за да ја евидентираат да гласа во сабота, бидејќи е неподвижно лице. Како сега е, во време на избори, сите научија дека јас примам нега, дека јас не сум способна, дека јас сум со отежното движење. Сите сега ме најдоа и за избори и да гласам и се. Зошто ме бараш? Значи, мене постојам како граѓанин во држава. Го бараш мојот глас. А зошто ме бараш? Кога јас немам никакво право во оваа држава, немам право на пензија. Панова сака да работи и вели никогаш не би барала помош ако е способна да си го издржува невработеното семејство. Но за неа тоа е невозможно. Поради ова, на одлуката на комисијата веќе се жали пред второстепена комисија. Испратила и преставка до народниот правобранител, но не се надева многу.